Добро, почитувани. Продолжувам со низата пресови посветени на расипничкото однесување на антимакедонската СДС, не само државниот, туку и локалните буџети, кога им се на располагање за ухлебување на нивни миленици. И тоа не е ново, ниту е застанато од расипничката неспособна власт предводена од СДС. Ова се документи поднесени уште во јуни до Државната комисија за спречување на корупцијата од општина Газибаба со пресметка за исплата на над 2,5 милиони денари за фиктивни договори само за една година помеѓу 2020-2021 година, односно до локалните избори. Со подпис на Борис Георгиевски од антимакедонската СДС, поранешен градоначелник на општина Газибаба, само за ангажирање на 4 лица, кои што во општината немаат поднесено ниту еден извештај за завршена работа, се дадени над 2 милиони денари преку повеќе месечни договори. Најмногу, над 1 милион денари се исплатени на Бојан Кордалов, редовен аналитичар на медиумите за социјалните мрежи, како и координатор на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи. Тука е и Љубиша Станковиќ, новинар, познат како советник во премиерскиот кабинет на СДС, истовремено додека беше и новинар на национална телевизија. За една година му се исплатени над 347.000 денари од општина Газибаба. Исто толку се исплатени и на Санта Аргирова, уште едно звучно новинарско име, додека на Томислав Живковиќ, режисер, се исплатени околу 278.000 денари. Вкупно над 2 милиони денари општински пари од општина Газибаба се исплатени на новинари, режисери и експерти за социјални мрежи. Но ова не е се. Половина милион денари се исплатени на 4 други лица за проект наречен Убавините на Газибаба, документарен видео серијал. Ним парите им се исплатени, но филм нема, серија нема, ниеден материјал или извештај нема поднесено до општина Газибаба. Парите им се исплатени, иако согласно договорот, парите требало да ги добијат дури откако филмот ќе се реализира. За сето ова, уште во јуни, е поднесена официјална представка до Државната комисија за спречување на корупцијата, но ете и по 3 месеци се уште нема одговор од таму. Нема одговор зашто биле ангажирани, што сработеле, зашто му биле потребни на Борис Георгиевски и на антимакедонската СДС овие лица во изборна година. Почитувани, Македонија тоне од криза во криза, но наместо грижа за граѓаните, антимакедонската СДС е посветена да ангажира и вработува, да ухлеби своји миленици, можеби да исплати од буџет подршка во медиумите во изборни цели. Почитувани, се додека институциите се во рацете на антимакедонската неспособна власт, Македонија ќе тоне се подлабоко во кризи. Единствено се посветени на лично богатење и ухлебување од личниот буџет. Потребни се итни избори за институциите да почнат да работат и да има одговорност.